вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Председателот апелира за поддршка за неговиот економски план. Задачата е тешка, резултатот неизвесен. Председателот Барак Обама неделава ќе ги изнесе своите аргументи за масивниот владин економски план директно пред американската јавност со настани во стилот на водење кампања и ќе се појави и на националната телевизија. Тој веќе замина за Елкарт, сојузната држава Индијана, каде ќе има средби со локалните жители. Подоцна во Белата куќа ќе одржи првата пресконференција во ударен вечерен термин. Американскиот Сенат се очекува денес да ја заврши дебатата по планот на администрацијата на Обама, кој сега тежи само $800 милиарди расходи и даночни намалувања, со што би се отворил патот за утре да се гласа по мерката. Американскиот оддел за труд вели дека економијата изгубила близу 600.000 работни места во јануари, кревајќи ја стапката на невработеност на 7,6, најголема за последниве 16 години. Како да им се помогне на американците? Мислењата се поделени. Новиот извештај за работни места покажува лоша ситуација. 598.000 работни места згаснале во јануари, повеќе од 3,5 милиони работни места загубени од почетокот на рецесијата. Председателот Обама кажа дека цифрите се повик за акција. Тој ја критикуваше партиската поделеност, што го одолговлекува усвојувањето на неговиот план за опоравување на економијата. It is inexcusable and irresponsible. Неоправдано и неодговорно е за било кој од нас да биде држан долу заради политиканство, кога милиони американци се натвор од работа. Забелишките на председателот дојдоа во време кога се разгоре една од најострите дебати по $900 милиарди стимулативниот пакет на администрацијата. Американците сметаат на нас, на сите нас во Вашингтон. Не смееме да заборавиме дека сме овде да работиме за американскиот народ. Ако не реагираме брзо, кризата може да се претвори во катастрофа, кажа тој. Републиканците тврдат дека предлогот содржи многу трошоци и недоволно даночни олеснувања, но дури и ако опозицијата успее во намалување на величината на стимулативниот пакет, аналитичарите велат дека ќе отвори работни места. Економистот Бет Ен Повино. Секако ќе намали невработеноста, што сега е 7,6%. Проблемот е кога ќе мине и колку брзо. Дебатата по планот продолжува денес. Иако демократите велат дека имаат 60 гласови потребни за усвојување на мерката, републиканските лидери инсистираат дека предлог законот е грешка тешка $1 трилион, што малку ќе стори да им се помогне на милионите американци. Исламската револуција од 1979 година се смета за една од најважните револуции во историјата. Го претвори Иран од монархија во теократија, а се одрази на целиот свет. Какво влијание има и денес, 30 години подоцна од следниот прилог. Недалеко од оваа плажа во Дубај е домот на иранската писателка и режисерка Зиба Шакиб. Многу ми недостига, вели Шакиб. Таа е една од околу 2 милиони или повеќе иранци кои ја напуштиле татковината. Некои се враќаат на посета, а други никогаш. Причина е револуцијата пред 30 години, со која беше симната монархијата и воведена власта на шиитските свештеници. Тензии имало меѓу шахот Мохамед Реза Пахлави и противниците, од леви марксисти до уставни реформатори и конзервативни исламисти. Режимот станал се по-непопуларен заради наводи за корупција, политичко угнетување и непопуларни реформи. Многумина на шахот гледале како на западен пион кој го продал богатството на државата за мала, прозападна и екстравагантна елита. Поранешниот британски секретар за надворешни работи лорд Дейвид Овен вели дека шахот до доцните 1970 го оттуѓил најголемиот дел од иранското општество. Трговците негодуваа заради инфлацијата, религиозните мули негодуваа заради, како што тие гледа, ослабувањето на исламската вера, а студентите беа незадоволни зашто немаше доволно слобода и демократија. The students were upset because there wasn't enough liberty and democracy. Протести се ширеле низ земјата. На 16 јануари 1979 шахот го напуштил Иран и 18 месеци потоа умрел од рак во Каиро. На 1 февруари ајатолахот Рухола Хомеини се вратил од екзил во Франција како херој и неприкосновен лидер на револуцијата.
До април Исламската република официјално била востановена. Промена дошла, но не како што многумина се надевале. Имало екзекуции, масовни апсења и хаос. Во ноември 1979 група студенти ја зазедоа американската амбасада во Техеран и држеа 52 американски заложници 444 денови. Вашингтон ги прекина врските и постави санкции. Односите допрва треба да се поправат. А во меѓувреме Ирак го искористи хаосот и го нападна Иран во 1980-та. 8-годишната војна однесе 1 милион животи на двете страни. Внатре, исламистите ја консолидираа власта. Личните и општествените слободи беа со закон ограничени. Заради поддршката на Хезболах во Либан и други радикални групи, Иран доби етикета поддржувач на тероризам. Работата на здобивање со нуклеарна технологија и потенцијално нуклеарно оружје му донесе уште поголема светска осуда и санкции. Многу иранци на новиот американски председател Барак Обама гледаат како на надеж дека работите ќе се променат на подобро. Сепак, аналитичарите велат дека со Махмуд Ахмединеджад на чело на Иран, промената нема да оди лесно. Тие советуваат Западот да прифати дека иранската револуција и натаму е силна. Колку останува да се види. И емисијата ја завршуваме со синоќа доделените музички награди Греми. Robert Plant and Alison Krauss! Фронтменот на Лед Цепелин Роберт Плент и блуграс пеачката Алисон Краус имаат добра причина да слават по синоќешното доделување на наградите Греми во Лос Анџелес. Краус и Плент се добитници на наградата за најдобар албум на годината за нивната соработка во Raising Sand, што представува успешна компилација на фолк балади и ритам и блуз хитови. Нивниот сингл Please Read the Letter пак е прогласен за најдобра номера на годината. Раперот Lil Wayne се закити со 4 награди, вклучувајќи најдобар рап албум и најдобра рап номера за неговиот хит Lollipop. Британската рок група Coldplay пак доби Греми за најдобра поп изведба и за најдобра номера на годината за Viva la Vida. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Поздрав од Вашингтон. До гледање.